Почитувани советници, ја отварам 29-та седница на Совет на општина Кавадарци закажана за денес. На седницата присуствуваат 19 советници. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница, доставен и записник од 28-та седница на Совет на општина Кавадарци одржан на ден 31.7.2019 година. Дали има забелешки од 28-та седница по записникот од 28-та седница на Совет на општина Кавадарци одржан на ден 31.7.2019 година? Ве молам кој за усвојање на записникот од 28-та седница на Совет на општина Кавадарци одржан на ден 31.7.2019 година. Едногласно. Благодарам. Со решението за свикување на денешната седница, доставени и записник од 10-та водна седница на Совет на општина Кавадарци одржан на ден 19.8.2019 година. Дали има забелешки по записникот од 10-та водна седница на Совет на општина Кавадарци одржан на ден 19.8.2019 година? Ве молам, доколку нема кој за усвојување на записникот од 10-та водна седница на Совет на општина Кавадарци одржан на ден 19.8.2019 година. Едногласно благодарам. Со решението за свикување на денешната седница, доставени записник од 11-та водна седница на Совет на општина Кавадарци одржан на ден 19.8.2019 година. Дали има забелешки по записникот од 11-та водна седница на Совет на општина Кавадарци одржан на ден 19.8.2019 година? Доколку нема, ве молам кој за усвојување на записникот од 11-та водна седница на Совет на општина Кавадарци одржан на ден 19.8.2019 година. Едногласно, благодарам. Со решението за свикување на денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата закажана за денес и тоа. Под 1. Предлог одлука за доделување на награда 7 септември. Под број 2. Предлог одлука за продолжување на работното време на ugostителски објекти во општина Кавадарци за време на одржување на традиционалниот фестивал Гроздобер 2019 година. Трета, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопствена Република Македонија на подрачје на општина Кавадарци за 2019 година. Четврта точка, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачје на општина Кавадарци. Точка 5, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Кавадарци за 2019 година. Шеста, предлог одлука за давање согласност за подпишување на спогодба за раскинување на договор за изведување на градежни работи за изградба на атмосферска канализација на улица Дисанска. Седма точка, предлог одлука за давање согласност за подпишување на спогодба за раскинување на договор за изведување на градежни работи за реконструкција на мост во село Ваташа. Осма, предлог одлука за давање согласност на спогодба за раскинување на договор за изведување на градежни работи за изградба на паркиралиште. Девета точка, одлука за примање и давање донација на материјално добро моторно возило за потребите на Министерството за внатрешни работи, полицајска станица од општа надлежност Кавадарци. Десета точка, предлог одлука за престанок на мандат на еден член на училишен одбор на Општинско основно училиште Страшо Пинџур Кавадарци, именуван од Совет на општина Кавадарци. 11 точка, предлог одлука за престанок на мандат на еден од членовите на училишен одбор на Општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадарци, именуван од Совет на општина Кавадарци. 12 точка, предлог одлука за престанок на мандат на еден од членовите на училишниот одбор на Основно општинско училиште Толе Хаджитефов Кавадарци, именуван од Совет на општина Кавадарци. 13 точка, предлог одлука за престанок на мандат на еден од членовите на училишниот одбор на Основно општинско училиште Толе Тошо Велков Пепто Кавадарци, именуван од Совет на општина Кавадарци. 14 точка, предлог одлука за престанок на мандат на еден од членовите на училишниот одбор на Основно општинско училиште Димката Ангел од Габерот Кавадарци, именуван од Совет на општина Кавадарци. 15 точка, предлог одлука за престанок на мандат на еден од членовите на училишен одбор на Основно општинско училиште Димката Ангел од Габерот село Ваташа, именуван од Совет на општина Кавадарци. 16 точка, предлог одлука за престанок на мандат на еден од членовите на училишен одбор на Основно општинско музичко балетско училиште Лазо Мицев Рале Кавадарци, именуван од Совет на општина Кавадарци. 17 точка, предлог одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка
помеѓу општина Неготино, општина Кавадарци, општина Росман и општина Демир Каплија за реализација на проект од регионален карактер изградба на акумулација Бучевник на река Дошница. 18 точка, предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 03-41/3 од 15.8.2019 година за ангажирање на лица редари за време на традиционалниот фестивал Гроздобор 2019 година. 19 точка, извештај за финансиско работење на ЈП Паркинг Кавадарци за период од 1.1.2019 година до 30.6.2019 година, усвоен со одлука на управен одбор на ЈП Паркинг Кавадарци број 03-47/4 од 15.8.2019 година. 20 точка, одлука за изменување и дополнување на финансискиот план за 2019 година донесена од управен одбор на ЈП Паркинг Кавадарци. 21 точка, измена и дополнување на годишниот план за јавни набавки на ЈП Паркинг Кавадарци за 2019 година. 22 точка, предлог одлука за давање согласност на правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работни места на јавна општинска установа Детска градинка Рада Поцева Кавадарци. 23 точка, одлука за давање на донација на манастир Свети Никола во Моклиште, донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 24 точка, одлука за давање донација на црковен одбор на село Дреново, донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 25 точка, одлука за давање донација на местна заедница Куманичево од село Куманичево, донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 26 точка, одлука за давање донација на лице, донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 27 точка, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за јавно озеленило за 2019 година. 28 точка, предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од плански опфат. 29 точка, предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправно изграден објект капна гаража. 30. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен изграден објект Моклишки водовод. 31 точка, предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на уредување на градежно земјиште објект Основно општинско училиште Страшо Пинџур Кавадарци. 32 точка, предлог одлука за давање на управување со одржување на градежно неизградено земјиште, јавно паркиралиште, градски гробишта. Дали има други предлози за измени и дополнување на дневниот ред? Виолета Димитрова, повели. Почитувам председател, началници, советници. По насока на председателот, премиерот, владата, Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања му предлага на Советот на општина Кавадарци на седмицата да донесе решение за изменување и дополнување на решението за избор на председател и членови на Комисијата за еднакви можности. Инаку, Комисијата за еднакви можности, аз како председател, координаторот Сања Крстич, се образуваме дека на наредната седница ќе има предлог програма, а до крај на оваа година и дополнување на програмата. Благодарам. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Дали има други предлози за изменување и дополнување? Доколку нема, предлогот целиот дневен ред го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 1. Одлука за доделување на награда 7 септември. Го повикувам председателот на мандатна комисија. Се извинувам, председателот на празници и манифестации да го даде предлогот. Почитувани советници, координациони, Комисијата за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија му предлага на Советот на општина Кавадарци
на денешнава седница да донесе одлука за доделување на награда 7 септември. Значи, по повод 7 септември, денот на ослободување на град Кавадарци, предлог се Трајче Ристовски за особен придонес во стопанството, Јоана Коцева за животно дело, особен придонес во областа на хуманоста, еманципацијата на жената, насилство и родовата еднаквост, и Златко Каров од областа на образование. Предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 2. Предлог одлука за продолжување на работно време на угостителските објекти во општина Кавадарци за време на одржување на традиционалниот фестивал Гроздобер 2019 година. Отварам расправа. Тиквешки гроздобер. Традиционален фестивал Гроздобер Тиквешки треба да биде. Упечатењето има сгрешка. Техничка. Тиквешки гроздобер. Доколку нема да ставам на гласен, кој е за? Едногласно. Точка број 3. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачје на општина Кавадарци за 2019 година. Отварам расправа. Доколку нема ја ставам на гласен, кој е за? Тук имате грешка север. Да. Се извинувам. Кој е за? Едногласно. Четврта точка. Предлог програма за измени и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачје на општина Кавадарци. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање. Точка број 5. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Кавадарци за 2019 година. Отварам расправа. Доколку нема ја ставам на гласен, кој е за? Едногласно. Еден против, 18 за. Шеста, предлог одлука за давање согласност за потпишување на спогодба за раскинување на договор за изведување на градишни работи за израда на атмосферска канализација на улица Дисанска. Кој е за? Едногласно, благодарам. Седма точка, предлог одлука за давање согласност за потпишување на спогодба за раскинување на договор за изведување на градежни работи за реконструкција на мост во село Ватиш. Кој е за? Едногласно. Осма, предлог одлука за давање согласност на спогодба за раскинување на договор за изведување на градежни работи за изработка на паркиралиште. Кој е за? Девета точка, предлог одлука за примење и давање донација на материјално добро моторно возило за потребите на Министерството за внатрешни работи, полицијска станица од општа надлежност Кавадарци. Кој е за? Едногласно. Ви ги читам точките за училиштата, а председател на мандат, значи ги читам одеднаш сите, да не одам едно по едно. Може? Заедничка расправа и читање заедничко. Точките од број 10. Прочитај ги, колешка. Мора едно по една, каква чистува води. Ја ќе ги читам, да стоја тука да не се враќа на. Точка број 10. Предлог одлука за престанок на мандат на еден член на училишниот одбор Основно општинско училиште Страшо Пинџур Кавадарци, на Раде Атанасов, именуван од Совет на општина Кавадарци. Му престанува мандатот. Едногласно. Точка број 11. Предлог одлука за престанок на мандат на еден член на училишен одбор на општинско основно училиште Гоце Делчев Кавадарци, именуван од Совет на општина Кавадарци. Ефремчо Николов му престанува мандатот. Едногласно. Точка број 12. Предлог одлука за престанок на мандат на еден од членовите на училишниот одбор на општинско основно училиште Тоде Хаджитефов Кавадарци, именуван од Совет на општина Кавадарци. На Душица Костадинова и престанува мандатот. Едногласно. Точка број 13. Предлог одлука за престанок на мандат на еден од членовите на училишниот одбор на основно општинско училиште Тошо Велков Пепито Кавадарци, именуван од Совет на општина Кавадарци. На Силвана Ристова и престанува мандатот. Едногласно.
14 точка предлог одлука за престанок мандат на еден од членовите на училишниот одбор на Основно општинско училиште Димката Ангел Габер Кавадаци, именуван од Совет на општина Кавадаци. Весна Карова и престанува мандатот. Едногласно. Точка број 15 предлог одлука за престанок на мандат на еден од членовите на училишниот одбор на Општинско основно училиште Димката Ангел Габер од село Ваташа, именуван од Совет на општина Кавадаци. На Славица Соколова и престанува мандатот. Едногласно. 16 точка предлог одлука за престанок на мандат на еден од членовите на училишен одбор на Основно општинско музичко балетско училиште Лазо Мице Фрале Кавадаци, именуван од Совет на општина Кавадаци. На Даме Канчев ми престанува мандатот. Едногласно. Точка број 17 предлог одлука за прифаќање Мола. Точка број 17 предлог одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Неготино, општина Кавадаци, општина Росуман и општина Демир Капија за реализација на проект на регионален карактер и изградба на акумулација бучевник на река Дошница. Добро? Ајде. 5 минути пауза. Да, 5 минути пауза. 17 предлог одлука за прифаќање предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Кавадаци, општина Неготино, општина Росман и општина Демир Капија за реализација на проект од регионален карактер изградба на акумулација бучевник на река Дошница. Отварам расправа. Радњански повели. Почитуван градоначалник, почитуван председател на Совет, почитувани колеги советници и медиуми. По точка 17 е еден предлог за прифаќање на предлога за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Неготино, Кавадарци, општина Росоман и така натаму. Ништо немам против тоа соработка. Треба да има, само сакам некои објаснување ви дадам кои што чинам дека можеби не ги знаете, а од каде ја ги знам, затоа што Бучевник, тоа е место во Радњанскиот атар и овој проект е изработен, или сличен ваков проект е изработен во 2000 или 2001 година. Многу добро се сеќавам, за да се направи акумулација, нели, брана, треба да има геодетски испитувања, таму имаше геодетски испитувања и можеби еден месец и бушоти ни правеа копа на неколку места, се уште постојат на реката Дошница и тој проект прекина. На прашањето зошто проектот прекина, зошто? Затоа што беше многу интересен, до село Радња требаше да има езеро, од Дошница до Илиева лака езеро и по Бучевник, нели, третата река се влева, да има езеро, што беше многу интересно за мештаните таму. Одговорот беше дека прекинате проектот, зошто? Заради тоа што кога при бушењето надолу, при геодетските испитувања, таму се пронајдени минерали, меѓу кои се пронајдено и злато. И дека не е во ред да се тоа место потопе, затоа што можеби некојаш тоа ќе биде интересно за експлоатирање. Иначе, као проект е многу добар. Зошто е многу добар? Заради тоа што општина Демир Капи и општина Неготино ќе се снабдат со додатни количини на вода, така да она што оди за Неготино, знаеме, нели, дури до Джидимерци оде, од Лукар оди водата, ќе остане повише вода за Кавадарци, а исто така е многу интересно од гледна точка на туризам, затоа што таму ќе има 3 вештачки езера. Не е тоа само Бучевник, затоа што кога ќе соприш браната, водата ќе почне да се повлекува во сите 3 реки, и во Радњанска река, и во Дошница, и на местото на Бучевник. Значи, градоначалниче, би ви замолил за ова што ви кажав, нели, да прашате, имате можност, нели, таму да ви дадат точни информации, затоа што нашата информација е дека се прекина со таа идеја. Зошто? Затоа што има, нели, на одјалиште долу има, нели, количина на злато, и затоа тоа место не може да се потопи. А именно ќе се створи и акумулација која што Демир Капија, полето нивно околу чинам 5000 хектари, според тој проект беше, може да се наводи. И второ ќе биде градоначалник, да го искористам моментот да не станувам напред, гледам едни табли надолу, пише Ситум мусеум или Тиквес лаке. Нормално ја така ќе го читам, затоа што според правописот македонски, тој фонетски принцип, нели, читај како што е напишано.
и читам дека службен јазик во Македонија е македонскиот јазик и кириличното писмо. Ова писмо не е кирилично, ова писмо е латинично писмо. И па ме интересира дали покрај овие надписи ќе има и паралелни надписи кои ќе бидат на македонски јазик со кирилично писмо, или меѓу другото, кога му спомнав на градоначалникот, кажа дека тоа ќе биде вид као туристички водич за странци кои што доаѓаат. Па ако може да ми дајте едно објаснување, градоначалник, ви благодарам за вниманието. Доколку нема друг за збор, градоначалник Кале. Почитуван председател на Совет, почитувани советници, почитувани граѓани. Во делот на првата дискусија, господинот Радњански, да, токму станува збор за иста физибилити студија од 2001 година која што е направена од Министерство за финанси, како дел од конзорциумот, предводен од, сега ми тука пише, јас ќе го цитирам, КПКН ДУ Фонди ЛТД. Значи, не го пишува на македонски, го пишува пак на англиски, тоа е корпорација Кебекенди и Донкин ЛТД од Швајцарија, кај што е правена физибилити студијата. Ова физибилити студија ја обновуваме на некој начин заедно со општина Демиркапија и општина Неготино. Студијата ги има комплетно земено во обзир и акумулациите во делот на браните и изработката на електрична хидроцентрала од 1,3 мегавати и комплетно има направено истражување и земено во предвид наводнувањето на целиот тој регион, каде што има земено во тој момент колку биле лозија, колку биле житарици и така натаму. Само даваме согласност да општина Неготино и општина Демиркапија ќе отпочнат физибилити студијата, затоа што опаѓаат дел и од нашето подрачје на општина Кавадаци, како што го спомнав во делот на Радњанска река и така натаму. Дошница, да, значи ова е така еден голем крупен проект, а во делот на испитувањето на заштита на животната средина има комплетна физибилити, одобрена физибилити студија од Министерството на животна средина уште 2001 година, така да мислам дека сите аспекти ќе се земат во обзир и доколку успеат во овој проект да го завршат, има и економски бенефит, има и туристички бенефит, меѓутоа има и бенефит за општина Кавадаци во ослободувањето на делот на водата за општина Неготино, која што некаде не околу 80 литри во секунда која што зима општина Неготино. Во делот на знаците кои што ги спомнавте и ги гледат тука во општината, тие знаци се работат веќе 6-7 месеци. Ги работиме преку сектора за развој на туризам, во соработка со шумско стопанство Бор Кавадаци, во соработка со ЈП Комуналец, во соработка со сите туристички и угостителски субјекти и објекти на општина Кавадаци. Земени се во мапирање, тоа негде околу 460 локалитети и објекти. Што значи тоа? Значи дека ќе имаме 460 патокаси. Ова не е класичен знак по закон кој што треба да стои и да биде поставен во делот на информативниот дел на жителите и на граѓаните, него е дополнителен знак каде што треба туристите во општина Кавадац да ги насочува по 3 елементи. Прво и основно овие знаци се врзани со мапирање, а тоа мапирање ние ќе ги имаме во електронска 3D верзија. Што значи тоа? Значи дека сите историски, културни, верски и угостителски објекти, туристички нормално дестинации, ќе ги имаме на веб страница, каде што ќе може да ги гледат онлайн нашите потенцијални туристи или посетители и врз основа на тоа ќе можат визуелно од 3D резолуција да се прошетаат низ нашите објекти визуелно. Не е битно дали од Холандија, Германија, Америка, Австралија и така натаму. Доколку некој појави интерес, а ние ќе се трудиме да покажеме нешто плюс, кога ќе дојде тука тој турист, да може да сретне табла која што е напишена на англиски, кој што е еден од интернационалните први јазици, односно најупотребуван јазик, да може и визуелно да биде таблата, и таблите само означуваат правец и ближина, километража на објект. Значи тука офатена од најмалата кафана градска во регионот па до најголемиот туристички и верски објект.
хотели, се паѓа по туризам. Така да ја мислам дека ни еден жител во општина Кавадаци нема потребно да прочита каде е Скара Марија или каде е ексклузив ресторанот. Така да ова станува збор само за туристи и пак ќе повторам, овие знаци се од трета категорија, каде што се дополнителни знаци од интерна употреба на општината во проектот за развој на туризмот и туристички дестинации. Затоа се на англиски и мислам дека тоа е оправдана работа, што на сите туристички дестинации го имаш некои традиционални јазики што го пишува, за да може туристот да се најде во делот на неговото движење. Инаку сакам да потенцирам да кажам, сите 460 знаци кои се изработени во различни бои се донација комплетно, и столовите, и местењето, и самите знаци, како што ги спомнав, тоа е донација од Шумско стопанство Бор, приватни компании и во делот на ИАП Комуналец, во делот на монтирање. На крајот од сета работа сигурно ќе имаме извештај кој колку дал, како дал, за да си го примеме како донација. 460 патокази се истите тие кои што ги имаме визуелно прикажано на мапирањето, да ги имаме и по моментална верзија кога некој турист дошол во општина Кавадаци. Тоа е така начелно. Тука ви немам што повеќе да додадам. Сакам да потенцирам да кажам и во делот на оние точки кои што ги поминавме до сега за донацијата на полицијската станица Кавадаци. Сами знаете како совет градоначалник дека повеќе донации дадовме на полицијската станица, тоа беа 2 коли, 1 комбе и сега дадовме и мотор со една единствена цел, да полицијската станица во Кавадаци има поголема експлозивност во интерес на граѓаните и на стопанството, да има поголема мобилност и да имаат услови за работа. Еве, знаете, сега го спремаме го здоберото, очекуваме 50-60 хиljadi луѓе да ни бидат гости, безбедноста мора да ни биде на највисоко ниво. Воедно сакам да ви информирам дека во овие 3 дена општина Кавадаци учествуваше во гасењето на пожарот и во Велес, а синоќа и со нашите пожарникари учествуваа во гасењето на пожарот на општина Чашка. Се пратија пред 2 сати, со по 2 возила бевме и две интервенции. Ете, едно благодарност од тие 2 општини Велес и Чашка добивме. Сакам ви посове да имате таа информација. И уште една информација, која што ја споделила јавно со вас, која што така е невкусна информација. Имавме случај за викендот за погинат мигрант, кој што беше донесен во општина Кавадаци, во општа болница, по налог на јавен обвинител. Го преземавме во нашата градска капела со раководителот разговор, вечерта разговаравме. По извршена обдукција во Скопје, ни го вратија телото назад по Кавадаци и бевме задолжени да извршиме погреб во делот на муслиманските гробишта во општина Кавадаци, со комуникација со службите од муслиманските верски исповеди и нивните службеници во тој дел. Тоа беше направено и извршено. Трошковите целокупните за тоа погребување и капелата си ги обезбедивме од приватни донации, затоа што немаше друг начин како да го спроведеме и не секојдневна ситуација, меѓутоа сакам така јавно да кажем не од делот на благодарност, него од делот на дека ете се случуваат и такви работи и превентни кај што негдеш и самата држава и општина не знае како да постапи, пошто не е секојдневна работа. Благодарам. Поведи Радијански. Така, ова нема да биде реплика, туку ќе биде една забелешка. Можам да го разберам тоа дека нели за оние туристи што ќе одат на дестинација негде во Кавадаци било каде треба да има можеби таков патоказ. Што ми паѓа во очи и тоа што го имам забележено, дека таму и кај што одат наши луѓе се употребува латинско писмо. Ја не знам да го читам Квин дека пишува. Ама не е со кирилично писмо. Оди сега нели да многу некои беа за јазикот загрижени, а вамо не се грижат воопште за тоа што не се почитува македонскиот правопис. Меѓу другото ми падна во очи, ја тоа го гледам така, можеби некој не го забележува, кога бевме пред 2-3 години во Банско, таму пишува Чичко Стоилко, пишува со бугарски правопис со кирилично писмо. И тоа што видов надписите беа
напишани на кирилично писмо според нивните нели норми, според нивниот правопис. Тие се грижат за својот. Благодарам. Благодарим. Доколку нема друг за дискусија, ставам точката на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 18. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 03/47/3 од 15.8.2019 година за ангажирање на лица редари за време на традиционалниот фестивал Тиквешки грозбер 2019 година. Отварам расправа. Да не треба објаснување до јавноста или не? Полнолетни. Полнолетни ќе бидат. Тука би направила една мала дигресија да појаснам. Значи, овој начин на пракса го работи пилатската година. Имавме околу 70 на заангажирани лица во делот на редари. Значи, тие се лица, 3 дена кои ќе бидат заангажирани, претежно во попладневните часови, за да може да ги насочуваат возилата и да ги паркираат на соодветни паркинг зони кои што претходно ги поминавме на совет како локации. Дали ќе бидат полнолетни или малолетни, законската регулатива кажува дека секое лице со наполните 16 години може да прима хонорарни примања, така да тие ќе бидат лица над 16 години. Значи ние кушу претежно ќе бидат водени од нашите вработени во јавното паркиралиште паркинзи кавалци и дел од комунален. Значи ќе има кој еден раководител, кој еден одговорен и нема да бидат оставени самите на себе сигурно. Нивната представителност на тие деца и прошлата година ја покажа на високо ниво и мислам дека угледно е да може еден гостин кога ќе дојде да биде соодветно насочен каде да паркира и како да паркира, пошто и сами знаете дека во еден момент наидува на таква гужва кај што имаме и ние самите проблеми со организацијата, а не па некој што дошол од страна да може да биде насочен. Така да лица со наполнети 16 години имаат право да се јават на огласот и да бидат заангажирани. Тоа се символични суми, претежно деца се јавуваат кои што сакат и да придонесат малку во организацијата, меѓутоа и некои символични примања, така што се ставени тука подневници за нивна лична асоциација. Благодариме. Ќе ставам точка на гласање кој е за. Едногласно. 19 точка. Извештај за финансиско работење на ЈП паркинг Кавадарци за период од 1.1.2019 година до 30.6.2019 година, усвоен со одлука на управен одбор на ЈП паркинг Кавадарци, архивски број 03/47/4 од 15.8.2019 година. Отварам расправа, доколку нема ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. 20 точка. Одлука за изменување и дополнување на финансискиот план за 2019 година донесена од управен одбор на ЈП паркинг Кавадарци. Кој е за? Едногласно. Точка број 22. Предлог одлука за давање согласност за правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работни места на јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева Кавадарци. Јавна општинска установа детска градинка Рада Поцева. План за јавна набавка е 21 промашив, се извинувам. Точка број 21. Измена и дополнување на годишен план за јавни набавки на ЈП паркинг Кавадарци за 2019 година. Кој е за? Едногласно благодарам. Точка број 22. Предлог одлука за давање согласност за правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работни места на јавна општинска установа Рада Поцева Кавадарци. Кој е за? Едногласно. Точка број 23. Одлука за давање донација на манастир Свети Никола во Мокриште донесена на управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Кој е за? Едногласно. Точка број 24. Одлука за давање донација на црковен одбор село Дреново донесена од управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Кој е за? Едногласно. Точка број 25. Одлука за давање на донација на местна заедница Комуничево од
село Куманичево, донесена од управен одбор на ЈП Ковадарец Кавадаци. Кој е за? Едногласно. Точка број 26. Одлука за давање донација на лице донесена од управен одбор на ЈП Ковадарец Кавадаци. Кој е за? Едногласно. Точка број 27. Предлог Програма за изменување допълнување програмата за јавно зелено за 2019 година. Отварам расправа. Доколку нема никој, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Број 28. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат. Заедно со амандманот. Амандман. Заедно. Сакате? Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат. Во предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат се врши додавање на предмет за легализација. Барање број 15/234 од 25.6.2018 година поднесено од Љупчо Јаневски со живеалишта на улица Миту Хаджибашилив Јасмин број 36 Кавадарци и Петар Лисански од Кавадарци со живеалиште на улица Преспа број 20 за утврдување на правен статус на бесправен објект деловен простор зграда 1 во место викано Црнокот од КП број 701 КО Чемерско. Предложениот амандман состава составен дел на точката. Кој е за? Едногласно. Благодарам. Точка број 29. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен изградени објекти катна гаража. Кој е за? Едногласно. Број 30. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен изграден објект Моклишки водовод. Едногласно. 31. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на градишно за уредување на градишно земјиште објект општо општинско училиште Страшо Пинџур Кавадарци. Кој е за? Едногласно. Број 30. За предлог одлука за давање утврдување на управување и одржување на градишно неизградено земјиште јавни паркиралишта, градски гробишта. Кој е за? Едногласно. И дополнителната точка измени и дополнување на решение за формирање на комисија за еднакви можности. Кој е за? Благодариме. Со ова исцрпен дневниот ред. Да ги прочиташ. Ајде, доктор. Кај ќе бегам, чекам. Членовите, дополнителните членови. Не бе. Почитуван градоначалник, председател на Советот и советници. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања му предлага изменување и дополнување на решението за избор на председател и членови на Комисијата за еднакви можности со додавање на двајца нови членови, Тони Нешковски и Јосиф Стојанов. Со тоа Комисијата за еднакви можности ќе гласи вака: за председател Виолета Димитрова, членови Миријана Гркова, Васелка Драварова, Душица Крстич, Горица Пеливанова Билхем, Тони Нешковски и Јосиф Стојанов. На гласање, кој е за? Едногласно, благодариме. Да има некој друго прашање? Надвор од дневниот ред, некој советничко прашање?